Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права ја започна мисијата за наблюдување на престојниот референдум во Македонија на 30 септември. Мисијата ја предводи амбасадорот Јан Петерсен и таа се состои од клучен тим од 13 експерти со седиште во Скопје и 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени широм земјава во мултинационални тимови по двајца членови кои својата наблюдувачка мисија ја започнаа завчера. Покрај овие ОДИХР побара од земјите членки на ОПСЕ да обезбедат 250 краткорочни наблюдувачи кои ќе пристигнат неколку дена пред референдумот и ќе го следат процесот на изјаснување на самиот ден. Мисијата ќе го оцени референдумот во поглед на усогласеноста со обврските што произлегуваат од членството во ОПСЕ и со други меѓународни обврски и стандарди, како и со националното законодавство. Наблюдувачите внимателно ќе ги следат регистрацијата на гласачите, активностите во кампањата, работата на референдумската администрација и релевантните владини тела, законодавството поврзано со изборите, како и неговото спроведување и разрешувањето на споровите во врска со референдумот. Представници на мисијата ќе се сретнат со представници на државните власти, политичките партии и граѓанското општество, медиумите и меѓународната заедница. На самиот ден на одржување на референдумот, наблюдувачите ќе го следат отворањето на гласачките места, пребројувањето на гласачките ливчиња и сумирањето на резултатите. Како дел од својата наблюдувачка мисија, представници на ОПСЕ ќе го следат и медиумското покривање на кампањата. Во таа насока, денеска во посета на ТВ канал Визија и средба со нашиот уредник беа долгорочните наблюдувачи на ОПСЕ Пол Уесон од Велика Британија и Барбара Егер Малдонадо од Швајцарија. Уесон зад себе има 43 одработени мисии, актуелната му е 10-та во Македонија, додека Егер Малдонадо за прв пат е на задача во Македонија, а претходно била наблюдувач на избори во Казахстан и Бугарија. Тие се интересираа за повеќе аспекти од функционирањето на телевизијата, нејзината сопственичка структура, бројот на вработени, нивната структура по пол, образование и националност, со посебен акцент на следењето и информирањето на кампањата поврзана со престојниот референдум. Канал Визија им излезе во пресред со сите релевантни информации, податоци и документација поврзана со референдумскиот процес и пред нив одговорно потврди дека професионално ќе го покрива овој исклучителен настан за земјата. Мисијата ќе објави преоден извештај во текот на својата работа, а ден по завршување на референдумот, на официјална пресконференција, амбасадорот Петерсон ќе ги соопшти прелиминарните наоди и заклучоци. ОДИХР ќе издаде конечен извештај за наблюдувањето 2 месеци по завршување на референдумскиот процес.